Моето патешествие низ заборавените села во Република Македонија ме донесе и во општина Чашка, поточно речено во селото Голазинци. Наминав и во ова село да направам документарен запис и за ова заборавено македонско село. До административниот центар на општина Чашка, населба Чашка, дојдов со мојот верен джип, рускиот КАМАЗ, каде што го остави под една од многуте врбови сенки кои го надополнуваа водниот колорит на реката Тополка. До Голозинци тргнав пешки по дел од 30 километарскиот регионален пат, кој кривулесто се избиваше низ речната долина на река Тополка во дел од селските атари на село Еловец, село Голозинци, село Лисиче, село Мелница, накачувајќи во планинските пазови на Мокра планина до Горно Врановци, што се вели поодблизу да се насладам од есенската колоритна убавина која му ја дарила природата на овој крај, да се насладам од есенските цветовни ливади, од планинските венци на Мокра планина која беше облечена се во златно-жолта долама, се во златно-жолто кадифе. Вода овде кој што е планинска изворка, е чиста и севиќа, и да бидам искрен, жеден сум кој да се напија. Камо среќа да може да понесе во мојата дланка, ама не може. Но пак ти кажам, дојдете во Азот, дојдете во Богомилцко, видете колоритната убавина која што ја дарила природата на овој крај, нема да зажалите и ќе видите што е рај, што е убавина. Јас пред се би почнал со прекрасниот, да речам, огромниот планински масив Мокра, кој што е сигурно најголем во Македонија, меѓутоа еден од најживописните планински масиви кои што воопшто постојат на простори. Овој планински масив е богат пред се со води, со огромен шумски фонд. Значи, најживописните и најсилните делови се наоѓаат во неговиот централен дел, каде што се наоѓаат тие дрвени джинови, би ги нарекол, кои што импресионираат со својата грандиозност и со својата возвишеност. Меѓутоа, она што посебно ќе ви долови една убавина, нешто незаборавно, некоја возвишеност, тоа е планинскиот убавец, а тоа е врвот Солунска глава. Овој убавец, овој горостас, врвот Солунска глава, всушност представува еден монументален, еден уникатен простор кој што ќе ве воодушеви пред се со неговата стрбоглавост од која што издивот запира. Би споменал и нешто во врска со реката Бабуна и се чини дека овде како природата да ја истурила сета своја убавина. Огромните карпи на овој кањон, така речи, ги го допираат небото, а пак во нискиот дел водата си направила своја собствена патека. Значи, покрај огромните шуми, покрај дебелите јаворови сенки, покрај невидената природна убавина, овој крај исто така располага и со културно-историски споменици од нашето подалечно историско минуто. Тука пред се би ги споменал неколкуте пештери до кои што се доаѓа многу тешко по некои искривени патеки, каде што се наоѓаат 4 цркви и за кои што експертите велат дека се стари 10 века. Овие цркви се повеќе го привлекуваат вниманието како на домашните, така и на странските туристи. Значи, кога ќе дојдете во овој прекрасен крај, би рекол, дека овде ќе видите и ќе доживеете пред се прекрасни пејсажи, чист и здрав воздух ќе се издадишите, ќе видите густи шуми, ќе ги видите кристално бистрите води, многобројните рекички и потоци кои што
видираат овде во овој крај. Сето тоа ќе ви донесе една невидена радост, едно невидено воодушевување кое што ќе остане трајно во вашата меморија и во вашите сеќавања. Би кажал и нешто друго. Во овој крај овде сонцето е вкусно, дождот ве освежува, ветрот ви дава сила, а снегот ве воодушевува. Со еден збор би рекол дека не постои лошо годишно време, значи постојат само различни форми на убавото време. Овде наоколу има огромен број на цвеќиња и за секој оној кој што е љубител ќе се најде по некој цвеќе кое што сака да го види. Вистинските љубители на природата, кои што ја сакаат природата во целина, и растителниот, меѓутоа го сакаат и животинскиот, односно сите живи битија кои што се наоѓаат овде на овие простори. Секој предмет во природата, секој битие си има своја величественост. Јас би кажал една друга мисла. Ако ги наблюдуваме од природен аспект нештата, секој едно зелено дрво, такво какво што е, вреди многу повеќе отколку тоа истото дрво да е направено од злато или сребро. Доколку дозволува времето, а сигурно дека секој може да си дозволи таков, да речам, луксус да си најде време, ако вие легнете особено пролетно и летно време на зелената трева под некое дрво, и ако го слушате жуборот на водата, и ако го гледате повењето на облаците, сигурно дека тоа не можете да го сметате за изгубено време. Би кажал и тоа дека природата нам на луѓето ни дала по две очи и две уши, ни дала само еден јазик. А тоа вака фигуративно кажано е за да ние како луѓе можеме повеќе да гледаме, да слушаме, да уживаме, да се воодушевуваме, а помалку да зборуваме, барем кога се наоѓаме во недопретната природа. Невидена природа, нечепната дивина. Кога секој добронамерник ќе дојде во овој крај, ќе му се причини дека влегол во рајот Божи. По патот по кој се движев, не сретнав, така да речам, жив човек. Единствено нешто што по патот ме пресретна беше големиот од дрво изработен билборд, на кое беше залепена голема топографска карта, каде што покрај забележената траса на пешачките планински патеки на топографската карта ги имаше и топонимите на планинските викени места и името на селото Голозинци. Занесен во Божјата убавина, не забележав како можно брзо и лесно ја поминав по оваа патна делница, каде што пред самиот влез во селото Голозинци ме пречекаа градежните оперативци на величката секција на Македонија пат, кои ги обслужува заборавените градежни машини, кои неуморно ја заменува изабената со нова асфалтна подлога, каде што малку подзастанав, како по стар адет и обичај, а Илија да им речам на работниците. Освен неуморните работници на Македонија пат, кои ми помогнаа и во кој правец да го насочам моето пешачење во правец на селото Голозинци, беше и невешто извојаниот изведен напис на една врбова штица, високо закачена на дрвената бандера, која се наоѓаше на самата раскрсница, на која пишуваше Голозинци. Додека ги доодува последните 100 метри од главната селска улица, која водеше до селото, лаежот на селските куќиња од неколку селски дворови ми даваа до знаење дека селото Голозинци се уште е живо село.
Набрзо стасав на Срецело, каде што така да речеме пречека една штотуку започната нова црковна градба, а во тоа ме убеди големиот метален крст кој беше поставен високо на дрвената бандера која се наоѓаше во непосредна близина на новата црква. Се упатив кон новиот во изградбан црковен храм, не само подблизу да го видам, туку да се обидам да најдам некое црковно бележје за да дознам кој е ктиторот, која година се поставени темелите, како се вика црквата. Од иконата која беше поставена во едно каварче во зидот, дознав дека името на овој духовен храм му е посветено на Христовото вознесение. Голозинското Срецело не беше налик на вообичаените селски Срецела. Од западната, југозападната, јужната и југоисточната страна накитено беше со мешавина од старите 100-годишни и со понекоја новоизградени куќи, а од северната и североисточната страна долгата камена авлија која го оградуваше училишниот двор, од каде што заскриено за црниците џиркаше некогашното селско училиште. Влегов во училишниот двор. Училишната зграда не беше од оние училишни згради кои се уште им одолеваат на завод на времето. Таа беше добро сочувана. Во училишниот двор се наоѓаше настресница, чиј нејзин современ архитектонски лик како да сакаше да ми даде до знаење дека некои добронамерници неодамна ја направиле. Пред да седна под сенката која создаваше неодамно изградената настресница, се обидов со мојот поглед да најдам некој напис на Варасаното училиште, за да дознам чие име го носело ова училиште во минатото. На средината од долгиот варосан бел училишен зид, под стрејата, на убаво обликуваната костенова штица, го забележав убавиот краснопис, каде што пишуваше Извиднички центар Голозинци. Дојдов во родното село на Антон Ќосето, познатиот македонски револуционер. Дојдов да видиме дали остана нешто од неговата родна куќа или пак да најдам дел од неговото семејство, потомците кои што ќе ми раскажат за неговото револуционерно действување, кој што својот живот го завршил на 100 години возраст. Веднаш под записот на истиот варосан зид, вниманието ми го привлече една добро сочувана црно-бела фотографија. Се доближив и неја да ја видам поодблизу. На прв поглед бев мощно пријатно изненаден од добро сочуваната црно-бела фотографија, која уредно беше врамена. Ликот на фотографијата го измерив в урез и в укрс, што се вели. Во прво време не можев да го препознавам ликот на сликата. Во долниот дел на сликата пишуваше Антон Лазов Јанев Ќосето, роден на 25.12.1854 година, починат на 10.10.1954 година. Исто така, мојот поглед ми го привлече уште еден напис кој се наоѓаше на левата страна од варасаниот училишен зид, вравмен во една малку раѓосена метална рамка со бела боја бојосена со црни букви, запис на кого пишуваше македонскиот револуционер Антон Ќосето, роден во 1855 година во Голозинци, Македонија, а починат во 1953 година Бугарија, каде што годината на раѓањето и годината кога е починат Антон Лазов Јанев Ќосето, според овие два написи не се сопаѓаа, па точниот временски период на животот на Антон Лазов Јанев го оставам на добрите познавачи на овој македонски револуционер да го утврдат барем на овие во спомен обележја кои се наоѓаа во училиштната зграда во село Голозинци. Додека така да речем се обидував да дознам дали има уште нешто што крие ова училишна зграда,
од едно селско сокаче подпре на дрверото стапче, љубопитен од моето присуство во училишниот двор, ми се приближи 60 годишниот Тодорче од фамилијата на Натовци, така ми се представи. Здраво живо, момче, што вакав ветрот те донесе дури во Голозенци, во овој дел на Богомилско ме праша. Ете, Господ ме донесе и во твоево село Голозенци да направам една репортажа, му одговорив. Убаво си сторил ние да дојдеш, туку чекај малку да те погледам поубаво, елај понаваки. А бре Зоране, ти си бремашна душо. Ај мајката да ми вереше некој дека ќе дојдеш, немаше да му верувам. Саде на телевизорот те гледам, па сам си верев како не го наведе ветрот и кајнец да дојде, да го види селово наше, да ја види нашава селска маштина што ја имаме, да го прикаже селово наше, додека сето не е испустено, ми вереше. Иш да не му се секираш. Селово твое нема да се испусти, за разлика од другиве села низ кои сум прошетал, вашево село за тие села е Малпарис. Вие овдека и асфалтиран пат имате, и вода имате, и по некоја нова кујчичка изградено. Гледам и сте започнали и нова црква да правите, а и по некој детуле имате во селово, му реков. А бре Зоране, што си во право, право си. Нашево село не е толку за фрлање, туку ај вака ќе направиме да оиме до кај мене дома, оти овде во селово, саде 5-6 души останавме, а и голем мерак ќе и направиш на срина ми Евка, која е најстара во селово, сета работа ја остава кога ќе дојде време да те гледа на телевизорот, точно знае кое време си, дури еднаш и се подкара со мојот повокоен чичко, кога случајно наминав кај нив, а добро се сеќавам, леп требаше да меси и што туку го замисли класот, тук ти на телевизија. Класот од лебот не само што стасот, туку престаса ме заболи. Штом така велиш, ајде да појдиме, ти напред, јас по тебе, му реков. Уште не влезени во дворот, така размоабетели што се вели, Евка слина му на Тодорчета, која си работеше во бабчичката, не забележувајќи не, оддалеку му подвикна. А бре внучко, арно што дојде, имаме една мака, а бре овие неколку корени патлиџени да ги подврзиш, полни се, зеленикави се, да ги попоткриеш со најлоном, нека постојат уште некој ден, да не ги фати сланата пустињето, греална се. Добро, добро сино, ќе те полизам, туку ај остаја работава, елај понаваки да видиш што гостин ти дојсов, и подвикна. Оди вие седнете овде под зеницава, трефкиве да ги соберам, веднаш ќе дојдам, туку причекај малку, па застани, знаеш што уште нешто да те заповедам. Уште зборот не го дорече, Евка стрина му на Тодорчета, се подисправи малку, се сврте кон нас, остро не погледна. А бре Тодорче, вистина е ова што го гледам или не? Ти Жоранчета наш ни го донесе кујчи. Вистина е, стрино, вистина е. Ете кајнец кујчи дојде гостин да ни биде и рече. Сполајмо на Бога што те донесе внучко кајнец во Голозенци, јас во живо да те видам. Кога те гледам саде на телевизоров, како со луѓено си правиш мобет, како децена мои да ги гледам. Секогаш си велев, дали некогаш ќе дојдеш во нашево село и мене да ме потпрашаш, да си разврзаме муабет на долго и на широко, урез и вукрес, и си го почнав муабетот. Ова село е едно од, така да речем, десетината села овде кои се гравитираат под атаро на општината Чашка, затоа што јас другите села ги нарекувам оние под атаро на Богомила. Тука до тебе е и... Тука е мојата тетка, иначе Евка е, на мојот чичко е да сопруга, покоен, така да она е останата и сама живее во незината куќа тука сега. Има син кој што живее во Австралија, а има исто така и две ќерки, мажени, едната е во Битова, едната е во Велес, и да ќе посетуваат, а зимно време, пошто нашето село е сведено на минимум со жителите и она не може да останува тука во зимно време, си оди кај низините ќерки. Значи, оди едно зимо кај низината ќерка во Велес, другото зимо мора да оди кај другата ќерка во Битова. Тоа е низината приказка при крајот на низиниот живот. Ајде да ми се представиш твоето име и презиме. Јас сум родена село Баница.
38 година. 6-та година дојдена сум во Лозинци. Мажена. Маж Петре. Тука живеам 58 години и 9. Може ли да се сетиш кое време беше тогаш кога се зедовте, зимно, летно? Есење. Есење, Това е 7 новембар. Ти направи ја свадба или? Свадба голема, свадба невидена. Мојот татко има правено свадба. Девер ми има правено свадба, убава свадба. Од која фамилија си по потекло? По потекло сум фамилија на татко ми Мазарковци се викале. Како се викаше мајка ти? Камка, мајка ми, татко ми Коле. Мајка ти од кај беше? Мајка ми од Белештевица, татко ми од Дреново. Така. Колку сестри и браќа бевте вие? Ние бевме двајца браќа, 2 сестри. Како се вика? Најстар брат Ѓоре, по него сум ја, Евка, по мене Борис брат, по него по Борис Марика сестра. Така. Овдека очиго кога дојде во селото Голозинци, може ли да сетиш како беше живото, да речеме, за Велиден, за Божик, за Спасовден? Весело беше. Весело беше, многу народ имаше, секоја куќа имаше по 5 деца, по 6 деца, по 10 души во куќа имаше. А сега Свекор ти како се викаше? Јован, А свекрва ти? Ружа, Таа од кај беше? од Бистрица, Од Бистрица, а? од Бистрица свекрва. Така, така. Колку Господ чела ви даде со домајчинот? 3. Машки и женски? Прво женско мажено е Битола, второто машко ние отидеме во Австралија, живее 15 години, третото најмалата живее Велес. Колку внучина имаш? Внучиња 7 превнучиња имам. Внучиња 6, а превнучиња 7. 7 превнучина? Да. Кој ти се најмели внучината или превнучината? Исто е. Исто е? Исто е. Затоа исто е. Овој што ти е син од Австралија, се слушате понекогаш вака? Се слушаме и иде тука, се слушаме сега пред месец тука беше. Се слушаме. Така. Овдека порано во селово што луѓето живеа, што работеа? Работеа се рачно. Се жниеше орис, се сееше житарица, бостани, лозија, што имаше се рачно работевме. Од како излегоа комбаите, после вршевме, жниеме со комбај, а иначе мачен живот беше пред мене. На пазар во кој ден одевте и каде одевте? Вторник и петок одевме на пазар, пешки одевме, додека немаше автобус пуштено, а автобус кога е пуштено, не памтам која година е пуштен од тука автобус. 82. 82 е година бил пуштен автобусот. 4 сати пат до Велес одевме пешки и 4 се враќавме. Кој му е летна слава на селово? Летна слава на селото му е Спасовден. Така. А куќна твоја? И куќна моја летна Спасовден. Така. А зимна? Зимна Свети Атанас. Свети Атанас. Овдека сега во селово, кој ти се комши за лошо зарно? Тука ми се Тоше, Снежа, внуци, овде Диме, Надица, превнуци, Раде, Вера, Стојанче, Магда ми се тука комши, шо Борис Роса, шо си живеем онака у средина према мене овде. Бака сега кој ќе се видите, што си му обетите? Ти си во години, тие се помлади од тебе? Ами, јас су по-помнивни од некој пат разговор. Нешто да научам, нешто тие од мене да научат и така. Еве, што вика старите, ти си имала и свекрава, и свекор, и дедо, и баба. Кога имаше повеќе почитување кон старите во твоето време или денеска? Во нашето време, кога дојдов, беше почитување повеќе по старите. Гледано, измиено нози на вечер, потурено раци да се измие, па да се седне да се вечера, а сега тоа го нема. Ова се да те прашам, кој ќе прочиташ ни селово, да речеме, и овој кој ќе во било кое сокаче, не се ли со вака со душата, селово колку беше полно со народ, денеска е празно. Денеска нема човек да сретниш. Овде во селово, кога снимаве репортажата, се сретнав со еден твој совршник Јован. Ми рече дека тој и вие сте најстари во селово. Да, и Веса имам за ова 32 година. Така. Жива е и она.
крстина е 31-а, ама таа у Велес. Беше кеќерка, и почина и така, не знам как. Ај, еден поздрав до сите наши македонци каде и да се наоѓаат тие и до твојот син во Австралија. Дали е добро да си дојдат дома, да ги отварат оние зареѓени катанци, да го распалат огнот, каде што нивните дедовци и баби пред многу години тука живееле. Оти вика старите, туѓината е јабана, кај да одиш, си туѓинец. Туѓинец си. Ги поздравувам сиот народ, што се и тука, и туѓина што се отидени. Го поздравувам мојот син Јовче, Сна, Мара, внуците, Пепи, Данела, Еленора, превнучиња, таму Дамјан, Лука, Михаела. Ги поздравувам сите. Идат и пак нека си се вратат у Македонија. Мајка да испратат овде. Кога ти се радува душата повеќе, кој ќе дојде лучината или кој ќе се заминат? Кој ќе дојде порано се. Значи, ги спомна, ги поздрави лучината од Сенти. Ајде ми кажеш како се вика лучината од едната черка и од другата. Да не ми се лута што се вика. Од постарата черка ми се Мањан и Николче внуци, а од помалата ми се Ивана и Габи. А превнучињата што ми се тука Велес, Марија и Драганче, а од постарата Ангелче и Емили, превнучиња. Така. Еве, господине, јас слушнав накратко животната сторија на твојата тетка. Од кој галабе си, од кој род во село во твојо родно место? Јас сум од фамилијата Натовци. Од татко Диме и мајка Цона. Да, јас сум најмалиот од 7 деца, јас сум Тодорче. Имате ли училиште во село? Како би се викаше училиштето? Училиште се викаше Мирче Фацет, така да јас тука го завршив. Од прво до 4-то деление тогаш, а иначе патувавме од 4-то до 8-то деление во населба Чашка, сега општина Чашка. И таму до 8-то деление завршив, после продолжив средно образование во Велес, училиштето Коле Неделковски, се вработив во Макветро, се пензионирав и така да пак се вратив тукате и си продолжив мојот пензионерски живот, мирен, со мојата сопруга, иначе стечаец, уште очекуваме сега, кај нова година дојде пензија. И така. Спомнам дека одека си завршил до 4-то деление. Да. Постарите вика дека човекот додека жив ќе го памти првиот учител. Како ти се викаше учител, од колку бевте ученици? Ние бевме околу 20 ученици тукате во комбинирана паралелка беше тукате. Еден учител имавме. За жал, мојот прв учител е починат, иначе се викаше Билче Перо. По него дојде Хрисула Трајковска, која мораше да дојде од второто полугодие. Ние првото полугодие во 3-то деление го одевме. Можеш да замислиш, деца на 9 години одевме во училиштето Тодор Јанев во Горна Чашка. Таму до полугодие и така да видова дека не може децата да патуваат мали, го прати учителка таа Христова. Во 4-то деление дојде Сидорова Рахилка. Јас ги памтам сите, така да после во Чашка се продолжи школувањето. Оде во село имате ли црква, како ви се вика црквата? Да, имаме црква, се вика црквата Свети Спас. И тоа е селска слава на селото Свети Спас. Колку мала има селово? Селото има две мала, значи Горно Мало и Долно Мало. Ние сега припаѓаме на Долно Мало. Добро е, сега младите некако сакаат повеќе да идат. Имаме тука сред село, и тоа сред село пред 2 години се почна да се гради еден крс со собствени средства, колку може дава, се гради. Уште не употреба крстот, меѓутоа објектчето што треба да се покрие не е довршено.
материјал има обезбедено. Во текот на до крајот на годината мислам дека ќе се заврши. Иначе тоа е еден украс на селово, крст христијански да свети во селото е нешто света работа. Дури тука има една икона Вознесение Христо, така пишуваше? Да, точно е. Ќе има уште 2 или 3 икони тука ставаме исто во тие. Таму ќе се направим долапи. Тие наскоро ќе бидат поставени тука те. Кога јас прочитав и селото, таму на крајот на селото се бележи имате една света вода, света недела. Да, имаме една вода света недела која се наближува овие денови. Тоа е точно На третите. сега ќе ви кажам најточно. Значи, таа пошто е света недела, мора да биде во недела. А иначе мора да биде во петков ден одма таа недела. Значи петков ден се оваа година е во недела се паѓа. Значи во наредната недела, тоа е 3 новембар, годинава ќе биде на 3 новембар годичето. Тогаш имаме голем собор тука. Значи и нашите мештани од тука од селото што се иселени, сите доаѓаат тука, си канат гости, роднини, пријатели, деца, значи сите доаѓаат, мислам околу 200 луѓе, што е задоволителна бројка за едно село 30 куќи, што било на времето 30 куќи, само моментално се 13 куќи активни тука. И тоа е еден убав ден тогаш, така да со нетрпение луѓето го очекуваат тој ден. Годишно се собираат сите луѓе тука, се коле курбан, значи се дава ручек, исто вечера се дава у саботата, така да се прави една убава лицитација, луѓето носат тука те поклони, дарови, се собираат пари наредната година да има пак да се прослави истиот ден. Значи се прави тоа за народот убаво да биде, убаво да изгледа. Ова се да ми кажеш, кои се најстари родови семејни во селово, тоа е родно место? Најстари родови во селово се фамилиите Натовци, значи јас потекнувам од Натовци, сега вака што ќе сумам, може не е пријатно, карши мене е фамилијата Пачеджиовци, за жал починати се повеќето тамуте, имаат уште еден син, тука доаѓа и тој, фамилијата Штопаровци, која што и таа пославо најстариот титул од таа фамилија миналата година почина. Има синови, доаѓаат тие тукате. И фамилијата Игновци. Тие се најстари фамилии во селото. Иначе другите се дојдени од претежно од Бистрица. Тоа било планинско село, Вазот е село. И тука нашле поле, тука стопанесувале, работеле и се створиле семејства. И тука си обстојуваат, така да се намножило селото, дошло до 35 куќи. Немој Марко да го заборавам. Мислам, тоа е што можам да кажам. Кои му се соседни села на твоето родно место? Село се соседни села, од северната страна Лисичи и Дреново, од источната страна Еловец и Чашка, тука морам да ја сумам општината Чашка, од южната страна селото Крива Круша, тоа е Центарот на Македонија. Центарот на Македонија, тоа што за жал нема жители постоејќи таму више, што редовно живеат. Таму повеќе се од градот идат жители. И имаме на западната страна едно село муслиманско, значи македонски муслимани, кои што се многу пријатни луѓе и многу живееме со тие луѓе. Значи се тие толку пријатен народ и многу сакам и да ги поздравам, да ти кажем. Селото се викаше? Селото се вика Мелница. Посебно ќе го поздравам Имер Палановски со неговата фамилија. Сега има многу фамилии тамуте, сите се добри фамилии. Нема фамилија која што нема дојдено во нашиот двор тука од селото Мелница. Особено додека више жив мојот брат. Ова сега да ми кажете, каква е комуникацијата на тоа родно место со општината Чашка, со Веле, со Богомила и со другите соседни села? Па слушај сега, комуникацијата не е лоша, да речеме, особено моите внуци тука Раде и Диме,
почесто комуницираат со селата од Лисиче, се помагаат, работат исто со селото Лисиче, од Крива Круша нема сега. Иначе, од Очината чашка, баш оваа година, се изгради патот од Чашка до Лисиче. Иначе, комуникацијата спрема Еловец е исто добра, има асфалт до таму, до Лисиче има, до Мелница има, до Волчиште има комуникација. Единствено, Крива Круша од Чашка, црн пат е направен, важно се води. Ова сега ме интересира. Овдека во селово водовод имате се напојувањето со струја, телефони. Добро, телефоните се веќе мобилни. Телефоните се мобилни. Кој што сака може да се намести Тотал, телевизија има тука, те се ставаат. Претежно сите имаат. Тотал, интернет се ставаат, имаат. Водовод? Водовод имаме направено пред за 13 години во селото, меѓутоа не е функционален водовод. Сега одма се наметнува прашањето зошто ние не можеме и немаме објаснување зошто немаме вода толку години. Значи направен базентот, инсталацијата во селото е направена. И сега бушотина се правеше, не е довршена бушотината. Тоа е проблемот сега. Меѓутоа, мислам дека е решлив тој проблем. Може еден бунар да се ископа, може и не е некоја инвестиција голема. Тоа село е жалосно, значи да немаме ние водовод сега, при направен вода да немаме. Направен водовод, немаме канализација, значи водата ја пуштаме по патот. Значи во 21 век да пушташ вода по пат и да газиш по кал, тоа е срамна работа, меѓутоа мислам дека некој ќе го чуе воа, ќе го разбере, може би ќе се освести да ни помогне. Тоа не се работи за некои големи средства, за големи пари. Но губина велеа, постарите велеа дека подобро да си прв село, отколку очи го обратно. Последен во град да бидеш. И јас таа пословица ја поддржувам, точно е, поарно прв да бидеш у село, него последен во град. Добро е, има, се враќаат некои, да речеме, не се враќаат за стално, меѓу тоа летниот период, тука те идат, работат, си садат основните работи што ги спомнавте, пиперки, патлиџани, тоа, да речеме, сите тие работи. Мислам дека ќе заживее селото со изградбата на патот повеќе. Нешто е закаснето, да се надеваме на подобро. Кога го правиме разговори со твојата тетка, ете малце ноншалантно и тебе ќе те прашам, твојата сопруга од каде е? И може ли да се сетиш Овличико, како се зедовте да речеме овој бегалка ти дадена со стројници или како? И колку Господ овој челат ви даде? Не, јас сум мојата сопруга. Не, тоа време малце ние покасно сме, значи јас сум од 80-тите години. Малку градски живот теравме, така да се земавме, си створивме семејство. Кога се земавме, живеев од Кирија. Сега си имам собствена куќа, собствена фамилија, имам син и ќерка. Синот се уште не ми е женет, меѓутоа ќерката ми е мажена, иначе е професор по англиски јазик. Има 3 деца. Како се викаат? Моите внуци се викаат Марко, односно првиот е Зоки, Марко и најмалата Тамара. Кој ти се помили, првото или сугарото? Нема тука делење, исто ми се мили сите. Твојата сопруга, како е името и од каде е попотекло? Мојата сопруга се вика Снежана. Иначе е родена во Прилеп, на селбата Тризла, и е брзо преселена во Велес, живеа во Велес, пошто таму работеле нејзините родители во фабриката Борис Кидрис тогашен, а нејзините родители се викаат Лазар и Марија. А по потекло ти од каде се? Иначе по потекло мојот дедо е од Тровија, бабата е од Топлица, дошле во Велес. Си бил ли во Топлица? За жал, бабата ми има понудено, немам отидено. Меѓутоа, јас се враќам, значи, 2007 година, 2008 година, 2009 година, 2010 година, 2011 година, 2012 година, 2013 година, 2014 година, 2015 година, 2016 година, 2017 година, 2018 година, 2019 година, 2020 година, 2021 година, 2022 година, 2023 година, 2024 година, 2025 година, 2026 година, 2027 година, 2028 година, 2029 година, 2030 година, 2031 годina, 2032 godina, 2033 godina, 2034 godina, 2035 godina, 2036 godina, 2037 godina, 2038 godina, 2039 godina, 2040 godina, 2041 godina, 2042 godina, 2043 godina, 2044 godina, 2045 godina, 2046 godina, 2047 godina, 2048 godina, 2049 godina, 2050 godina, 2051 godina, 2052 godina, 2053 godina, 2054 godina, 2055 god
Она годините ја одмина, има околу 85 години, што тешко можеме да ја оствариме желбата. Имаше желба да ја внесеме таму. Имам кола се, ете, не се укаже прилика да отидеме, не сме отидеме. Ајде, како господин Никој, баки, кажи еден ден. Па, може би со внуците да отидеме, со пругата, може и тоа да се оствари. Би сакал да отидеме. Намо обетењето му нема крај. Со едно идење се не може да се види, се не може да се сними. Си заминува во селото Голозинци со едно ветување, дека пак ќе дојдам во ова село, само Господ на сите нам здравје да ни даде.